Пипас принздија прирту клублот и депутат Скопје и раценута донариту организации а агенцијети реализари а андрептрлор а комунитаслор пи тема анализа а липситурлиш и девелопатели приоритети ескулилор ка базата ни интари а мултикултурализмолуј ши егал посибилитет то едукација организатату колаборари ку Консилиуло али Европа. Агенција екзистеат за оптус праздијај шипаната орарија драта мамулти анализијан лигатуру кон дрепторли а комунитаслор етници а шициту Чироло Трикута, а еста агенција реализа ахандоаса черчитарите едукација пелимба ди дада комунитаслор етници, куску посу идентификјат за ситуација актуала, провокарлиш и бунили практики, комшис да пропонерити метри конкретити ни интаре, а процеслуити едукации, која хори акценту пианса на тушари, а интеграција интеретника. А еста черчитарија е реализатату шедзацу на дискулии, тума мултикомуни, ала андама се партиципат редзат синци ди директор ди Шаспрингис ди комуни, ту карис реализијат за едукација пелимбилија комунитаслор, фара диференца деси јасти зборти едукација регулара и кати екзамен опционал. Пенингација авјаши васпис дила корло дипломатик, дила амбасада али Јапонија, Холандија, амбасада французјаска, србјаска, антурцијаска, а васписи лиѓинуи ашику мјастија рада, директорло а агенцијети реализари андрепторлора комунитаслор етници, домнул Далибор Китановиќ, каридзаси. Една од приоритетните области за нас е секогаш образованието. Образованието е клучен и еден најважен столб во едно општество. А агенцијата е формирана сама во 2009 година. Нашата законска обврска е да ги следиме состојбите во образованието, да правиме истражувања, да правиме анализи, да правиме препораки. Покрај образованието ние сме задолжени да ги следиме состојбите и да интервенираме во делот на културата, во делот на социјална правична застапеност, во делот на употребата на јазиците, символите и во делот на медиумите. Тоа е еден од столб на нашето делување како агенција. Паралелно со тоа, во рамките на нашата агенција ми имаме еден многу значаен орган или тело, како го викаме, партиципативен форум. Тој форум е глас на заедниците и благодарение на тој партиципативен форум многу работи успеавме да промениме во рамките на државата, а тоа значи дека во тој форум учествуваат сите представници на заедници, од сите, не само 5 кои се во преамбулата на уставот, значи турци, роми, власи, срби, бошњаци, него членови се и црногорците, и хрватите, и унгарците, и ерменците, така да ние сме и бугарите, ние сме инклузивни и се трудиме да го чуеме секој глас и не сме да се делиме, него тоа работиме како агенција, работиме на кохезија, работиме на зголемување на доверба, работиме на поврзување на институции, поврзување на еве на училишта, сега дојдовме до тоа. И токму затоа, ако сакаме да направиме промени, ако сакаме да подобриме состојби, клучни се две работи. Првата работа е да ги знаеме изворно на терен потребите, предизвиците и проблемите со кои се соочувате, вистинските. И втора работа треба да постои комуникација и да постои доверба. Затоа и го организиравме овој настан. Првин да слушнеме од терен каква е ситуацијата во вашите училишта, каква е со што се соочувате и што се добрите страни и да дадете предлози. Тоа е првата страна. Втората страна на ова тркалезна маса е тука меѓу вас да се повржете. Нинти васписи збора вуши дамна дела Консилиуло али Европа, кари зборати аджуторлу, кари луда, шикариту инитор, платис луда Консилиуло али Европа. Сакаме да потикнуваме што е можно повеќе диалог и платформи за диалог, за да може да се адресираат предизвиците, проблемите, меѓутоа исто така се споделат и добрите пракси, бидејќи свесни сме дека голем дел од училиштата и голем дел од институциите навистина се трудат и да овозможат и различни активности, има добри пракси, значи освен нели предизвиците, секогаш сакаме да потикнеме да се споделува и нешто убаво, како што може да видите на банерот, блокира омразата, сподели љубов, секогаш потикнуваме тој дел од нашата кампања за против говорот на омраза, меѓутоа исто така и секогаш да споделиме нешто добро, од кое што меѓусебно можеме да учиме и да се развиваме. Домна Ана Михајлов, директора а Агенција националати програми европеаните едукации и мобилитати, зборати посибилитасли карили да еста агенции ти едукации пилимбилија комунитаслор етници, карибанеацето статло аносту шадапси.
Посебно ми е драго што сум тука од два аспекти. Прво заради тоа што се работи за образованието. Образованието е најважно и еден двигател на секое општество, најважна е инклузивноста. Тука сме да направиме проценка на потребите и развојните приоритети да ги оствариме, посебно во училиштата, каде што има мешани заедници. И втората работа, поради која што ми е драго што сум тука, е тоа што и јас самата потекнувам или сум во семејство каде што има мешана етничка заедница, односно живеам во семејство со влашката заедница. Во нашето семејство се негува и влашкиот јазик и македонскиот јазик, така да ова е она што да кажам ми е посебно драго заради тоа што имам можност да учествувам на ваква тркалезна маса. Оваа тема е многу важна, проценка на потребите и развојни приоритети на училиштата како основа на напредување на мултикултурализмот и еднаквите можности во образованието. Во времето кога нашето општество станува се поразновидно, образованието има клучна улога во градењето на меѓусебното разбирање, почита и инклузијата. Токму затоа, навременото препознавање на потребите на училиштата и нивната соодветна поддршка е од наше суштинско значење. Како Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, активно придонесуваме во овој процес преку имплементација на програмите Erasmus Plus и Европски солидарен корпус. Преку овие програми овозможуваме мобилност, професионален развој на наставниците, размена на добрите практики и создавање партнерства помеѓу на училиштата од различни културни и образовни среди. Посебен акцент ставаме на инклузијата и еднаквиот пристап до сите можности, преку поддршка на учесниците од помалку поволни средини и охрабрување на проекти кои промовираат интеркултурен диалог, толеранција и демократски вредности. Дополнително, преку обуки, информативни настани и советодавна поддршка им помагаме на образовните институции да ги препознаат и адресираат своите развојни приоритети. Денешната дискусија е многу важна можност да ги слушнеме сите искуства од терен и да усогласиме нашите активности со реалните потреби на вас училиштата. Само преку заеднички пристап, базиран на истражување и соработка, можеме да изградиме инклузивен и квалитетен образовен систем. Уверена сум дека сите заклучоци кои што денеска ќе ги донесеме од оваа тркалезна маса ќе придонесат кон понатамошно напредување на политиките и практиките, како и кон незино зајакнување и соработка помеѓу институциите и партнерите на национално и на европско ниво. Parte di questo evento era directorlo a Direcției Developare și Nientarea Educației pe limbile comunităților, domnul Miroslav Tričković, care namese delanti zburati condițiile de recenzență și de problemele cu publicarea cărților de educație pe limbile comunităților etnice, a cărui tirajul general este mic. Анализата МОН прифати одредени препораки кои се однесуваат на рецензентските комисии и за печатање на, односно за пишување на учебници. Така да тоа се некои работи кои успеевме да ги мрднеме од место, а остана уште неколку работи пред се во печатање на учебниците. Имаме соработка со Министерството за образование и со педагошката служба, работиме на тоа да законот кој беше донесен, а кој предвидува и ги остава слобода на пазарот да одлучува кој ќе печати и како ќе се печатат учебниците, а знаеме дека ние имаме многу мал тираж кај нашите заедници и имаме проблем голем со печатањето на истите. Гледаме тој проблем во иднина и што побрзо да го решиме. Исто така имаме проблеми со наставниците кои предаваат јазик и култура на припадниците на заедниците и тие наставници не може да се основаат редовен работен однос и се доучуваат со проблеми и е некако демотивирачки фактор кај самите наставници за да предаваат и за да овој предмет опсе. И тука се надам дека ќе најдеме од вас на некои предлози и решенија денеска и кои ќе бидат дел од заклучокот. Ти едукација pe limbile comunităților etnici zburаши doamna Janeta Cionteva de la Biroul de Developare a Educației, care zburate întrețearea programei educației pe limbile comunităților și adapsi. Мислам дека ние билото е јасно долги години член на таа порано се беше работна група, сега е комисија за напредување на политичката интеграција во образованието и ние исто правиме анализи, така да имаме доста податоци и Министерството, односно оваа комисија, ние годишно правиме
прашањето училиштата за да следиме интеграцијата во рамките на образованието. Исти како нели она што ви е дадено како можност, иако оваа година за ограничен буџет на Министерството, меѓутоа оние малечки грантови за ученички проекти, зголемува буџетот, но нели се намали број, но си уште имаме училишта кои што си аплицирани на тие грантови, си како што останува нели сите заедно да работиме и бюджетот е излистано во новата национална стратегија 24-32, постигната цел 3, каде што работиме нели сите заедно за постигнување на резултати во делот на социјалната инклузија и мултикултурната соработа преку заеднички ученички проекти и манифестации. Така да не повторувам и јас се поечекам да слушнам нели пошто една ни е во Читрицина во канцеларија што работиме, нормално со сама дрговите добиваме како фидбек каква е натира, верувам дека имате доста предизвици, така да не ви научавам. Благодарам уште. Reprezentanta comunitatea armanească Agenția de Realizare a Îndrepturilor Comunităților, magister Irena Orovčanes, zburati realizare a analize tuședzațu na disculii primari și li prezenta rezultatele de a esta cercetare. Ова истражување не е ad hoc донесена одлука, туку се должи на законските надлежности на агенцијата согласно член 3 од Законот за права на заедниците и од препораките и заклучоците кои се произлезени од партиципативните форуми од сите 15 години на реализација. Значи, првиот партиципативен форум е организиран на тема за образование, тоа е далечната 2012 година, партиципативен форум, исто тема образование 2017 година и 2022 година. Нашата заедничка цел останува јасна. Обезбедување еднакви можности за образование за сите, почитување на јазичната разновидност и градење на општество во кои различностите се вредници. Во таа насока, резултатите од истражувањето ќе бидат ставени во функција на понатамошни дискусии токму во рамки на овие партиципативни форуми со цел креирање конкретни препораки и политики за унапредување на образованието на јазиците на заедниците. Токму затоа, ова истражување представува важен чекор кон подлабоко разбирање на состојбите и кон градење на поинклузивен и поквалитетен образовен систем. Податоци за застапеноста на изборниот предмет јазик и култура на властите. Податоците покажуваат дека изборниот предмет јазик и култура на властите има нешто повисока застапеност во споредба со другите анализирани изборни предмети, но се уште останува ограничен на системско ниво. Предметот се реализира во 14,75% од училиштата, додека во најголемиот дел 85,25% се изучува. Ова укажува на постојање на интерес, но и на ограничена достапност. Забележлива е значителна концентрација на ученици во едно училиште, 182 ученици, што укажува на силно локализиран интерес, додека во останатите училишта бројките се значително пониски. Просечниот број на ученици од 38,8 укажува на умерен интерес таму каде што предметот се реализира, додека нискиот просек на ниво на сите ученици 5,74 повторно е нагласува ограничената опфатеност. Купен број на ученици 350, број на училишта каде се реализира предметот 9. Финална компаративна анализа на изборните предмети по број на ученици и застапеност. Финалната компаративна анализа покажува дека застапеноста и бројот на ученици по 5 изборни предмети се значително неравномерни. Највисок купен број на ученици е забележан кај јазик и култура на ромите од 2,292 ученици, но ова бројка е речиси целосно концентрирана во едно училиште, што создава екстремна вредност и искривува просечната наследа. Предметот јазик и култура на бошњаците, 703 ученици, има средна застапеност со стабилен интерес во неколку училишта, додека јазик и култура на власите со 350 ученици и јазик и култура на турците со 349 ученици покажува умерен број на ученици, но со ограничена застапеност на нивото на училиште. Најниска застапеност и број на ученици се забележува кај јазик и култура на србите, 328 ученици, што укажува на ограничена достапност на предметот и потреба од поддршка за проширување во повеќе училишта. Анализата исто така покажува дека просечниот број на ученици во училиштата каде се реализира предметот е најголем кај ромите и бошњаците, додека кај останатите предмети просекот е многу помал.
Ова ја нагласува локализираната распределба на интересот и потребата за системско проширување на предметите за подобра застапеност и равномерност. Во целина, податоците укажуваат на силна концентрација на ученици во одредени училишта за некои предмети и ограничена застапеност на ниво на сите училишта, што ја потенцира потребата од планирани мерки за проширување на изворните предмети, обезбедување на наставен кадар и флексибилни модели на настава. Интересот за изучување на изворните предмети е локализиран и неравномерен, што укажува на потребата од порамнување на понудата и во другите училишта. Концентрацијата на ученици во мал број училишта создава исклучителни вредности кои влијаат на просечните показатели. Препораки: усогласување на понудата на наставни предмети, да се обезбеди пристапност на изборните предмети во поголем број училишта со приоритет на оние каде не се реализираат. Подршка на наставниот кадар, обезбедување квалификувани наставници за секој предмет, особено за турците, србите и власите, каде застапеноста е најниска. Флексибилни модели на настава, комбинирани групи, меѓуучилишна соработка или регионални центри за предметите со мал број ученици. Мониторинг и анализа на интересот, регуларно следење на бројот на ученици и интересот по региони за подобро планирање, промоција и информираност, односно одржување кампањи за зголемување на свеста од изучување на изборните предмети, за родителите и учениците и за значењето од изучување на мајчините јазици и култура. Податоци и инструкција за прибирање на податоци на прашањата кои се однесуваат на застапеноста на изборниот предмет јазик и култура на турците, србите, власите, ромите и бошњаците во учебната 25-26 година. Анализа на податоците за подршка од надлежните институции, Министерство за образование и наука и Бюро за развој на образование. Анализата на податоците по одговори покажува дека поддршката од надлежните институции не е еднаква, туку варира значително од училиште до училиште. Всушност, преку добиените одговори јасно се гледа дека поддршката од надлежните институции е структурно неравномерна и секторски не еднаква. Најсилна поддршка се забележува во делот на наставниот кадар и наставните програми, што укажува дека институциите приоритетно инвестираат во образовниот процес од аспект на човечки ресурси и наставни содржини. Од друга страна, значително пониско ниво на поддршка се забележува во делот на инфраструктурата, финансиските ресурси и модернизацијата на објектите, што укажува на системски ограничувања во капиталните инвестиции. Особено забрижувачка е состојбата со специјализираните простори, каде доминира целосен недостаток на поддршка. Ова укажува на недоволна развиеност на инклузивните и современите образовни услови. Во целина, податоците укажуваат дека, иако постои солидна основа во дел од сегментите, потребен е побалансиран пристап кон развој на образовниот систем со поголем фокус на инфраструктурата и условите за работа. Особено е важно да се истакне дека анализата идентификува две групи училишта. Училишта со високо ниво на поддршка во сите сегменти и училишта со системски недостатоци во повеќе области. Ова укажува на потреба од поравномерен и таргетиран пристап во распределбата на ресурсите. Препораки: инфраструктура и инвестиции. Да се зголемат инвестициите во модернизација на училишните објекти и енергетската ефикасност. Да се обезбедат подобри услови за работа и учење во сите училишта. Финансиска поддршка. Да се зајакне системот на финансирање на училишните проекти и обезбедување дополнителни ресурси. Да се воспостават транспарентни механизми за распределба на средствата. Развој на специјализирани услови, односно да се инвестира во сензорни соби, мултимедијални простори и други специјализирани образовни ресурси. Ова е приоритетна интервенција поради најниското ниво на поддршка. Дигитализација и ИКТ. Да се забрза процесот на дигитализација на наставните програми и обезбедување ИКТ опрема за сите ученици. Да се обезбеди еднаков пристап до технологијата во сите училишта. Инклузивност и пристапност. Да се подобри пристапот за лица со попреченост, да се воведат стандарди за инклузивна инфраструктура. Равномерна распределба на поддршката, да се намалат разликите меѓу училиштата преку таргетирани мерки
за училиштата со ниска подршка и регионален пристап при планирање. Одржување на силните страни, тоа да се продолжи со поддршката на наставниот кадар и унапредување на наставните програми. Овие сегменти представуваат силна основа на системот. La esto evento, di bituli ravинita psiholog Luanica Zlatevska de la Sculia Primara Cole Caninski и Ioanamisa Delantis Sanveața și limba și cultura armeilor ca examen opțional. La prezentarea a analize ti condițiile și provocările cu care se străvăsesc sculiile în ceasurile ti limba și cultura a comunităților, era prezentă și dr. Anica Zlatevska de Bituli, a cui zicem bună ziua și e nevinit ca oaspete tu scânte armănească. Bună ziua, Iana! Doamna Anica, noi zicem că voi hiți prezentela esta prezentare a analize, hiți psiholog tu sculia Cole Caninski de Bituli, spuneți-ne pe scurt tu ahurhita că ți este situația cu educația pe limba armănească tu că se bălu Bituli eu are mamre concentrație de armănească, ma cât scolari se ducă la ceasurile de limba și cultura armăilor și tu câte sculii? Așa ți, Iana, tu Bituli, tu că se băla noastră, limba și cultura armăilor, Јасти ту скулија примара Коле Канински, јухумини психолог, ту скулија примара Елпида Караманди, ши ту скулија примара Гоце Делчев. А носта да скала, ла трей скулија јасти Моника Дервеновска. Noi avem una grupă de scolar, tu Goce Delcev are două grupi și tu Elpida Caramandi are una grupă de scolar de 3 până la 9 clasă. La esta prezentarea analize ti educația pe limbile a comunităților, putut să văzăți multe informații, ti că ți este situația actuală, care sunt provocările, cât este analiză poate să vă ajută să le adrați mai bune condițiile de învățare a limbii și cultura a armeilor. Așa ți? Azi, noi avem și vedem cum este tu școlii primara, tu Macedonie, la noastră sculie, noi avem sadi limba și cultura armanloi. Nu, la alte sculii tu Bituli, cum zăș este limba și cultura armanlor, alanta limba opțional nori. Are sadi limba pe albanește, tu sculia Goce Delcev și tu sculia Bistrița Крсте Петков Мисирков. Анализа јасти мулта буна, но липсешти, но и свецем пија иста анализа вара идеи, вар план, кум схеба ма буна. Ти скуларли, ти скулили, штитуц, си веца лимбаш култура армандра. Ținut discuta este analiză vă ajută să țemsli na srceța țali problemi cu care se străvăsesc da Sky când este zbor ti literatura, ti treninga da Skylor, ti adrari ancheti tu dipisita anului, te zveda câți ciori și câți scolari au interes ti zducă la ceasurile de limba și cultura armeilor și alte probleme cu care se străvăsește educația pe limba armenească. Așa este, значи da Sky trening. Тренинг ти да скал, литература, савем активитет ку скуларли ту Алантика сабат, примнари, ку Еразмус програма снегала Аланти стати, шија сецива хиба мамаре мотивација ти скуларли су веца лимба. Tu sono care este demandarea voastră până la motritoria noastră în legătură cu educația pe limba armănească. Încliniciun pituț, să înveță limba și cultura armănească de najmanjic, tu familii, a după tu scolii primari и să mutrească emisia scanteo. Тука се бало штип, јуари мамари концентрација дермај, лимба ши култура армело сам веца ту патри скулии, а уна децали јасти ши скулија примара Тошо Арсов, а кури директора јасти домна Анка Ангеловска, кари да мари сусценерите анвицари, а лимба е арманеаска. Директора Аскулија примара Тошо Арсов ди штип, јасти домна Анка Ангеловска, а кури зацим бунат зуо ши ги невини тусканте арманеаска. Добар ден и добро дојдовте во емисијата на Влашки јазик. Добар ден. Директорке, јас спомнав дека вие сте директор во Основното училиште Тошо Арсов, каде што се одржуваат часови на влашки јазик. Кажете ми, колку ученици во моментот ја посетуваат наставата на влашки јазик?
Па така, пред се најпрво би сакала да напоменам дека нашето училиште, согласно наставниот план и програма, на крајот од месец мај ги анкетира учениците од второ оделение за да го истражи интересот за посетување на изборниот предмет јазик и култура на властите, кој предмет учениците го изучуваат од трето до девето оделение, па во моментот наставата ја посетуваат околу 50 ученици, но тоа при анкетирањето интерес за посетување на наставата покажуваат и учениците од останатите етнички заедници кои што ја посетуваат наставата. Вие присуствувате на денешната презентација на анализата направена во врска со образованието на јазиците на заедниците. Колку оваа анализа ќе ви помогне во надминување на проблемите со кои се среќавате во реализирањето на наставата на влашки јазик? Па така, во однос на реализирањето на наставата на влашки јазик, сметам дека треба да се во училиштето да се реализираат активности кои ќе придонесат да се потикне мотивацијата кај учениците, да се зголеми нивниот интерес, активности кои ќе придонесат учениците да учат, соработуваат за својата култура и традиција, односно поврзување на минатото и сегашноста преку активности кои што ќе се реализираат во училиштето. На крај, која е вашата порака до гледачите на емисијата на влашки јазик, до родителите и учениците кои ја посетуваат, па и они кои не ја посетуваат наставата на влашки јазик? Па сметам дека многу е значајно секој да го познава својот мајчин јазик и пред се да се почитуваат различностите, бидејќи познавањето на јазикот е богатство за еден народ. Ти импортанца ли ще анализати едукација и пилимбилија комунитаслор, ти резултати ли, рекомандарли, комшитијаца, кыта есте чарчитари валјаджута агенцијите реализарија андрептурлора комунитаслор, слин настряка проблеми ли кукари се стравасеску комунитасли, на зборашти домнул Далибор Китановиќ, директор агенцијите реализарија андрептурлор комунитаслор. Агенцијата реализарија андрептурлор комунитаслор екзистеат за оптус праздјањ, а анкадор алиштеја агенции ка орган консултатив ши индепенденту функционазе ши форумно партиципатив. Аз јарам презенцела презентарја уна анализата и едукација пилимбилија комунитаслор, уавема ца тини, која ца укази, уаспис на хибатус канте арманеска, директор до агенциите реализарија андрептурлор комунитаслор, домнул Далибор Китановиќ, кој зацем бурава зоше геневинитус канте арманеска. Добар ден и благодарам што сте дел од овој настан. Директор, јас спомнав дека денес беше презентирана анализата и резултатите од анализата во врска со образованието на јазиците на заедниците во поголем број на училишта. Како дојдовте на идеја да организирате една ваква анализа и кои се резултатите од оваа анализа? Па ова е, да кажем, еден значен ден за сите заедници кај нас во Македонија, бидејќи се обработува темата образование и засегнати сме сите, и сите заедници имаат проблем со самите ученици, имаат проблеми со наставен кадар и имаат проблеми со имплементација на учењето на ова, како се вика, на помалобројните на јазикот кај помалобројните заедници. Затоа ние више година и пол веќе имаме идеја да правиме една тркалезна маса, а да правиме истражување на тема образование. Идејата е од мене и од тимот во АОПЗ и успешно некако успеавме да го завршиме. Како агенција детектиравме 67 училишта каде се изучува јазикот на помалобројните заедници, од кои се пријавија да учествуваат во ова истражување 61. Од 67-61 е еден одличен процент и многу сме задоволни во тој дел. Дури се вклучи 42 училишта. За нас тоа е многу важно, бидејќи овој примерок, намерен примерокот е репрезентативен и е многу значаен, и агенцијата го направи истражувањето, а самата презентација е во рамките на меморандум за соработка со Советот на Европа, тие ни го финансираат ова. Денеска имаме присутни од 26 општини и 35 училишта, директори на училишта. Ни беа присутни и директорката на Еразмус плюс програмата Националната агенција, господја Ана Михајлов, тука се од Бирото за образование, господја Жаклина Чонтева, бидејќи директорката не беше во можност да присуствува, директорот за Управата за образование, господин Мирослав Тричковиќ. Додадена вредност на овој настан се нашите партнери од амбасадите. Значи, покрај државните институции, во овој настан учествуваат и амбасадите, нашите меѓународни партнери, како што Совет на Европа, Европска унија. Тука ни се од Јапонската амбасада, од Француската амбасада, кои ќе презентираат
програмите кои тие ги имаат за поддршка и помош на училиштата и во делот на образование, и се разбира ќе имаме една тема, како да кажам, детална презентација на Агенцијата за Еразмус програмата, бидејќи поголем дел од овие училишта можеби се рурални, немате доволно капацитети за такви апликации, ние сме решени да им помогнеме во тој дел, така да значаен денеска ден за помалобројните заедници. На денешната презентација можевме да ги слушнеме резултатите за актуелната ситуација со образованието на јазиците на заедниците, но и за предизвиците, проблемите, како и препораки за тоа што треба да се направи за подобрување на наставата на јазиците на заедниците. Што мислите, колку ова анализа на вас како институција ќе ви помогне да ги прецизирате, да ги формулирате и да предложите препораки до владата со цел истите да бидат реализирани во пракса? Да, јас кажав и во ведното обраќање, ние како агенција веќе стварно година и пол работиме во оваа област и во областа да помогнеме да ги промениме состојбите, да ги промовираме правата на заедниците и да ги помогнеме да ги имплементираат. И сегаш е проблем самата имплементација на нашите закони, на нашите права. Затоа ние сме тука како агенција да им бидеме поддршка. За да можеме тоа да го направиме, на нас не се потребни изворни информации на терен каква е состојбата и ни е потребно подобрување на комуникацијата, односно поврзување со релевантните чинители, како што се училишта, локалните самоуправи, представници на невладините организации. Тоа го работиме и затоа и самата тркалезна маса, и веќе имаме податоци, самите гледате дека имаме податоци релевантни по однос на состојбата и предизвиците со кои се соочуваат. Тука имаме во 3 тематски дела се поделени овие предизвици. Први дел се наставните планови програми, каде што ги оценуваат училиштата, односно директорите, дека не се во толку проблем, колку што е проблемот во условите за учење, условите за напредок и третата проблем е финансиската поддршка. Така да согласно овие анализи ние ќе изработиме една публикација каде што ќе ги сублимираме сите тие први ќе презентираме состојбата, добрите страни и на крајот препораките и проблемите со кои се соочуваат и ќе ги доставиме до влада, така да тоа ќе има возможност на владата полесно да дел од тие наши препораки да ги инкорпорира во низините програми за да може да направиме чекор напред, бидејќи немаме чаровно стапче да промениме се, меѓутоа ги детектираме проблемите и ќе ги доставиме до владата и ќе инсистираме да се подобрат состојбите. Рековме дека Агенцијата за остварување на правата на заедниците постои 18 години, меѓутоа во рамките на агенцијата, но како независен и советодавен орган, постои партиципативниот форум на кој во изминатите 15 години се дискутираше за сите најважни прашања и проблеми со кои се среќаваат немнозинските заедници. Факт е дека невладиниот сектор од немнозинските заедници со години наназад се бореше и даваше барања и поднесуваше барања и до владата за промена на Законот за основно образование, каде што е предвидено дека за отварање на една паралелка треба минимум 15 ученици. Сега, како резултат на ангажманот на невладините организации, а во соработка со Агенцијата за остварување на правата на заедниците и во последен период, како што вие во една прилика изјавивте, за прв пат препораките на партиципативниот форум беа прифатени од страна на владата и беа преточени во заклучоци. Што може да очекуваат немнозинските заедници во однос на остварување на правата на немнозинските заедници, кога станува збор за проблеми кои траат со децении наназад, меѓутоа еве конечно во соработка со институциите, пред се со Агенцијата за остварување на правата на заедниците, се покажува навистина расположение од страна на владата да ги прифати тие предлози од страна на агенцијата за да се преточат во стварност, да се реализираат во пракса. Да, еве вие сами гледате дека агенцијата не мирува работи и претходно и посебно ова година и пол како сум ја назначени и направивме капацитет да направиме вакво истражување кое е огромно со 67 училишта со преку 50 општини, со многу податоци успеевме тоа да го направиме и не само од нашата работа мора да има некој резултат, односно вредност за да имаме сатисфакција и не само ние, него и самите заедници кои ни веруваат и кои членуваат како што рекоте во нашиот партиципативен форум. И мора да знаете дека имаме многу придобивки по однос на партиципативен форум и работа на агенцијата, како што е на пример, знаете формирањето на 4-тиот канал, наставните јазици на босанскиот, на српскиот изборните предмети. Еве рековте дека инсистираме веќе неколку години за менување на законот за членот. Да, пред 2-3 години тоа се реализираше и чекор напред.
Така да ова е вистински пат за да можеме да ги промениме работите. Не само тоа, него мислам дека владата е насочена, зависи од финансиската поддршка, меѓутоа насочена кон подобрување заедно со агенцијата, тоа укажува дека ја прифатија нашата препорака да направиме стратегија за интеркултурализам и општествена кохезија и прв пат од форумите препораките се преточени во задолженија и заклучоци, каде што Министерството за односи меѓу заедниците задолжено заедно со агенцијата да направи таква стратегија и веќе работиме и во таа стратегија е вклучено образованието и на ова тема ќе работиме. И уште едно да знаете дека и вие сте дел од форумот како влашка заедница и ние сме носители едно од носителите на акцијскиот план за националните малцинства, тоа е клучен еден од клучните документи за напредокот на Македонија кон Европската унија. Прецизниот форум треба да биде она тело каде што ќе го регулира, односно ќе го контролира спроведувањето на акцијскиот план и тоа за нас многу значи, а тој акцијски план е во 3 области: образование, дискриминација и говор од омраза. Тука повторно е образованието и затоа високо на агенда тоа потврдува дека образованието е високо на агендата на ова влада и мислам дека секако некако се прави клима за да можеме да конечно нешто работите ги придвижиме на напред. Го спомнавте акцијскиот план и стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. На една од седниците што се одржа во врска со акцијскиот план беше поставено и прашањето зошто во врска со образованието не се опфатени и градинките. Одговорот беше дека тоа е на локално ниво, дека тоа треба да го регулира локалната самоуправа и дека тоа ќе биде предвидено со стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Што може да очекува влашката заедница бидејќи за сочувување на влашкиот јазик од посебно значење малите децата да учат уште од најрана возраст? Да, ние со влашката заедница веќе имаме интензивни состаноци и контакти и самите луѓе кои се внатре во заедницата работат на подигнување на свеста за изучување на влашкиот јазик, за предување на состојба на јазикот на властите и на состојбата на самите почитувани сограѓани од влашката заедница. Да ние во рамките на стратегијата и во рамките на акцијскиот план се вклучени и властите, односно тоа што го кажавме, вие веќе имаме направено работни групи кои што ќе работат на изработка на стратегијата и ќе се биде вклучено од Министерството за локална самоуправа, каде што токму овој прашање треба да се зборува. Од другата страна, ние имаме најава за наредната година за зголемување на буџетот на агенција и добивање на определени средства и за активности и за, како се вика, за финансирање на проектите, на предлог проектите од страна на заедниците. Тука се надевам дека ќе помогнеме значително и влашката заедница да може да ги остварат своите права и состојбата на представниците на властите. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи? Порака до гледачите да не губат надеж. Надежта е важно да се има и уште има институции кои се грижат за тоа, уште имаме планови како можеме да го подобриме состојбата, бидејќи не се само ние како агенција, меѓутоа сите треба да учествуваме. Посебно ние, јас доаѓам од помалобројна заедница, не треба да губиме и храброст, треба да се одважиме и да бараме. Што повеќе да бараме за да добиеме и да се бориме. И пораката е да се борите, меѓутоа и да ги воспитувате децата да зборат влашки јазик, не само и српски и се повеќе изумира, така да се со исти предизвици, а борбата mora da produži da ne zastane. A este evento este esgota importantă de aderare societate inclusivă tu care cafe un scolar va să aibă posibilitate de educație cu înaltă calitate, fără diferență a curi comunitate pricade, zăsi director Lukitanović și dapsica cu disclis dialog, cu colaborare permanentă și cu alaxarea experiență, putem să drăm masă na tot sistem educativ și să însănătoșem cohezia interetnică. A este analiză da cadru real teațea tu care situații se află educația pe limbile comunităților etnici și planul este publicează una broșură cu toate rezultate care vă poate tuinitor să le ajută agenției de realizare a drepturilor a comunităților, să le detectează toate probleme cu care se străvăsesc cu școlile primare și una câte una să hurhească să le năstreacă, tot cu un scopo mai eficace educației pe limba de dadă și ținare tubana a limbilor a comunităților etnici care banează tu statul nostru.